Во услови кога македонското малцинство во Албанија се уште не е признато на целата територија на албанската држава, заради што нема државен систем за продукција на електронски и печатени медиуми на македонски јазик, Интернационалното македонско движење за човекови права, заедно со Австралиско-македонскиот комитет за човекови права, периодов започнаа кампања со која се повикуваат сите македонци во светот во рамките на своите можности да придонесат во фондот $a Day. Основна идеја на овој фонд е обезбедување на финансиски средства кои ќе се искористат за инвестирање и донирање на едукативни програми кои ќе се спроведуваат во училишта во Албанија, преку кои ќе се изучува македонскиот јазик, а средствата ќе се насочат и кон развивање на македонски телевизиски станици во Корча, Албанија. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорча Танасовски, кој важи за голем поборник за унапредување на човековите права на македонците во регионот, со задоволство ја прифати поканата на ИМДЧП и АМКЧП за да биде активен носител на кампањата за придонесување во фондот $a Day и по тој повод упати апел до сите македонци во светот да се приклучат кон оваа акција. Веќе 2 децении соработувам со Интернационалното македонско движење за човекови права и со Австралиско-македонскиот комитет за човекови права на повеќе нивни проекти. Несебично го вложувам сиот свој кредибилитет, углед и финансиски ресурси во заедничката борба за остварување на универзалните човекови права и цивилизацијски придобивки за македонците во Албанија, Бугарија и Грција, на кои за жал и во 21. век им се оспорува идентитетот. Македонците во Албанија се маргинализирани, нивните права активно да учествуваат во општествено-политичкиот живот се ограничени и постои тенденција за нивно дополнително ограничување. Потврда за тоа е новата територијална организација и уредување на општините во Албанија, заради која македонците останаа со само една општина Пустец, во која живее доминантно македонско население и каде нашите браќа и сестри сами избираат кој ќе ги води на локално ниво. Барањата на македонците беше 3 општини о подрачјето на Голо Брдо и 3 од регионот на Гора, да не се укинуваат и да се припојуваат кон доминантните албански општини, туку да се формираат самостојни општини Голо Брдо и Гора. Но тоа албанските власти не го прифатија. Нашите браќи и сестри кои живеат во Албанија имаат право да бараат основање на македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на македонски јазик на државната албанска телевизија, правични и пропорционална застапеност во државните институции, стипендии за македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување на македонскиот јазик. Остварувањето на овие права е предуслов за силни економски просперитет на татковина. Македонија е секаде каде има барем по едно наше семејство, барем едно македонско срце. Затоа на нашата татковина, култура, аманетот од нашите предци и за нашите надвор од границите на Македонија, ги повикувам сите македонци во целиот свет да се приклучат во проектот на Интернационалното македонско движење за човекови права и Австралиско-македонскиот комитет и во рамките на своите можности да придонесат во фондот $a Day. Ја користам оваа прилика да изразам својата благодарност до сите поединци и компании кои веќе донирале во фондот. Битката за остварување на нашите вековни стремежи за обезбедување на достоинствен живот за македонците кои живеат надвор од границите на републиката продолжува. Ајде сите заедно да ја помогнеме оваа наша заедничка битка за достоинството на сите македонци во светот. Нашето време е сега.